Јас сум Ангелина Станоевска, вонредна професорка на правниот факултет при Битолскиот универзитет. Развојот на технологијата нели и смартфоните во нашиот живот, но и постојано сме на интернетот, овозможи насилството кое што се случува во физичкиот свет да се префрли во дигиталниот свет. Дигиталното родово засновано насилство за жал е секојдневно присутно во животите на многу луѓе. И затоа сметам дека работилниците кои што ги организира мрежата Стела се многу важен чекор кон тоа да зборуваме за она што навистина се случува во нашиот секојдневен живот. Јас сум Иван Татарчев Дургутовски, графички дизајнер. Многу ми е мило што сум дел од овој проект, бидејќи третираме една тема која и како е сериозна, а секогаш била на маргините, во смисла на перцепција. Родово базирано насилство е еден момент кој се провлекува тајно и многу моќно во секој сегмент од нашето живење, така да време е да излезат луѓе и да проговорат токму околу ова. Последниот период навистина се соочуваме со значителен пораст на насилство, како и врсничко, така и родово базирано насилство. Она што ни овозможи овие сет настани по иницијативата на мрежа Стела е да стапиме во контакт со различни генерации и токму да видиме каде можеме заеднички да го решиме овој проблем. Она за кое што јас бев задолжена во склоп на оваа иницијатива беше заедно со учениците да разговараме како креативната уметност и како самата креативност ќе ни помогне во борбата против родово базираното насилство, а и воедно да ги охрабриме младите луѓе како што најчесто се случува овој тип на насилство заради тоа што тие секојдневно се присутни и на социјалните мрежи, затоа што е многу важно на жртвите, оние кои што се виктимизирани секојдневно во дигиталниот свет, да им кажеме дека не се сами, односно за да можеме да го спречиме насилството воопшто и во физичкиот и во дигиталниот простор, треба да зборуваме дека истото се случува и да ги охрабриме оние кои што се виктимизирани да го пријават, а на таков начин да им кажеме на потенцијалните сторители дека нивното однесување не е прифатливо. Сметам дека дигиталната писменост, едукацијата поврзана со сајбербулингот и теми кои се поврзани со истото е од витално значење. Дури мислам дека треба да се воведе уште во основно училиште, баш како онај краснопис кој го имавме ние како деца, денес треба дигитално да сме писмени. Она што е важно дека ова е само еден почеток на решавање колку толку на овој актуелен проблем. Креативните решенија кои произлегува таму, мислам дека ќе гледаме надежни уметници, како и активни чинители во општеството. Сметам дека ваквите настани се многу потребни, посебно за да допрат до младите луѓе, истите да бидат разбудени од таа инертност која што за жал можам да ја забележам како универзитетски професор, дека се помалку и помалку младите луѓе се вклучуваат во настани и во движења кои што би требало да го подобрат општеството кај нас. Токму затоа е добро да имаме повеќе вакви настани во кои што ќе ги вклучуваме младите луѓе како активни чинители во општествената заедница и се разбира како генерации кои што би требало да го менуваат општеството кон подобро. Како во физичкиот, така и во дигиталниот свет сите сме еднакви и треба да се чувствуваме безбедно.